Македонската кошаркарска репрезентација ќе игра во групата Д од квалификациите за Евробаскетот во Украина 2015 година. Играме во група со Белгија, Белорусија и Данска. Вкупно 26 репрезентации ќе учествуваат во квалификациите, а беа поделени во 7 групи, 5 групи со по 4 селекции и 2 групи со по 3 селекции. Ке се игра по систем дома-гости, пошто првопласираните селекции заедно со 6 најдобри второпласирани ќе обезбедат пласман на Евробаскетот во Украина следната година. Надпреварите ќе се играат од 10 до 27 август. Нашата репрезентација првиот надпревар го игра на домашен терен против најголемиот конкурент за првото место Белгија и тоа на домашен терен. На Европското првенство во Украина директно се пласираа Франција, Литванија, Шпанија, Хрватска, Словенија, Украина, Србија, Финска, Грција, Турција и Естонија. Челси го одигра најдобриот надпревар оваа сезона и го победи Манчестер Сити нагости со 1:0 во последниот надпревар од 24-то коло на Премиер лигата. Мориньо 2 пати го победува Пелегрини оваа сезона. Клучниот момент се случи во 32-та минута кога Бранислав Ивановиќ со удар од далечина го совлада Джейсон Харт. Победата можеше да биде и поубедлива бидејќи Челси дури 3 пати ја погодуваше конструкцијата од голот на Сити. И ето Кейхил и Матич ја погодија стативата. И Манчестер Сити имаше своји шанси, особено во вториот дел, но Петар Чех царуваше на голот на Челси. Со овие 3 бода, Челси се изравни со Манчестер Сити на табелата со по 53 бода на второто место, а прв е Арсенал со 2 бода повеќе. Во Барселона беше извршена ждрепка за групите на Светското кошаркарско првенство кое од 30 август до 14 септември ќе се одржи во Шпанија оваа година. Во групата А покрај домаќинот Шпанија се наоѓаат и селекциите на Египет, Иран, Србија, Бразил и Франција. Бранителот на титулата репрезентацијата на САД ја предоди групата Ц, каде ќе играат и Финска, Нов Зеланд, Украина, Доминиканската република и Турција. По 4 најдобри селекции ќе се пласираат во 8 на финалето, а потоа започнува нокаут фазата. Надпреварите ќе се играат во Гранада, Севилја, Билбао, Гран Канарија, Мадрид и Барселона. Во другите групи ќе играат во групата Б се репрезентациите на Аргентина, Сенегал, Филипини, Хрватска, Порто Рико, Грција и во групата Д Литванија, Ангола, Јужна Кореја, Словенија, Мексико и Австралија. Во NBA лигата одиграни се 11 средби синоќа. Со тројката на Ренди Фој со звукот на сирената, Денвер ги совлада LA Клиперси со 116-115. Фој мечот го заврши со 14 коши и 7 скока, додека Ферит заврши со 28 поени и 11 скока. Нагетси успеа да слават и покрај одличната вечер на звездата на LA Клиперси Блејк Грифин кој оствари 36 поени и 11 скока. Дурент повторно ја преде границата од 30 поени и со 31 поен и 8 скока и 8 асистенции беше лидер на тимот во победата од 86-77 над Мемфис. Серж Ибака придодаде 21 поени и 12 скока за Оклахома, додека кај Мемфис Гасол и Зек Рендолф дадоа по 13 коша. Шампионот Мајами Хит славеше со 102-96 на Детройт Пистонс. 2МВ имаше одлична партија со 30 поени, 10 скока и 5 асистенции, а Леброн Джеймс забележа 24 поени, 11 асистенции и 8 скока. Брендон Дженикс со 26 поени беше најзабележителен играч кај Детройт Пистонс. Во останатите дуели фаворите стигнаат до победите. За вечера предвидени се само 4 средби во NBA лигата.